Почитувани медиуми, почитувани граѓани, најпрво сакам да ви се заблагодарам за присуството и пред да започнам со содржината на исходот од лидерската средба, сакам да изразам сочувство во мое име и во името на сите присутни овде до мене, до семејството, до сите роднини, пријатели, соученици на 14 годишната Вања. Огромна е тагата која ја чувствуваме по загубата на овој млад живот. Сакам тука да се заблагодарам на надлежните институции, Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, кои работеа интензивно и целосно го расветија случајот, ги пронајдоа сторителите на ова грозоморно злосторство. Очекувам во најкраток можен рок сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата и да понесат најстрога одговорност. Ова е исклучително тежок ден и затоа апелирам да се следат информациите исклучиво од надлежните институции кои навремено и по протокол споделуваат максимално можно со цел да се избегнат шпекулации и секако да не се наштети на истрагата. Денес со претседателите на парламентарните политички партии имавме дискусија на повеќе теми важни за граѓаните и за државата. Разговаравме за евроинтеграцијата на Северна Македонија, за измените на изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР, како и за датумот за редовните претседателски и парламентарни избори кои треба да се одржат во 2024 година. Драго ми е што имавме прилика во Домот на демократијата, собранието, во име на граѓаните, на нивните интереси и потреби, сегашност и иднина, отворено да дискутираме новие теми што ги сметам за чекор напред во обезбедувањето на високо ниво на политичка зрелост, на која инсистирам од првиот ден на мојот мандат. На средбата пред се ги информирав претседателите на политичките партии за статусот со процесот на скрининг, кој се одвива успешно и според утврдената динамика. Разговаравме за планот за раст, со кој земјата и граѓаните ќе имаат можност конкретно да ги почувствуваат придобивките од членството во Европската Унија, уште пред земјата формално да стане членка на Унијата. Разговаравме и за завршувањето на процесот на уставните измени, како и што кажав и на лидерската средба, за нас, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските партнери нема дилема дека Северна Македонија припаѓа во Европската Унија, дека европскиот пат е започнат како процес и дека тука нема застанување, дека Европската Унија е нашата единствена алтернатива. Прифаќањето на уставните измени останува единствениот предлослов за да продолжиме напред. Тоа е јасно и секој одлагање и ставање во неизвестност на преговорите на нашето полноправно членство е исклучително неодговорна и опасна политичка одлука. Овој став го споделив на лидерскиот состанок, со напомена дека уставните измени ќе останат да бидат обврска и за овој парламентарен состав и за секој нареден, и секоја теза дека има некоја друга алтернатива за нашето членство во Европската Унија е погрешна. Сега е време да се постапи правилно и да се донесат уставните измени. Што се однесува до измените на изборниот законник, препораките на ОПСЕ ОДИХР се препораки во делот на законската рамка, постапката на приговор и жалбена постапка за заштита на избирачкото право, наблюдувањето на изборите, регистрацијата на гласачи, изборната кампања, финансирањето на кампањата, медиумското представување во изборниот процес. Измените кои ги разговаравме се веќе усогласени и имплементирани во предлог законот. Овие чекори кои се преземаат со имплементирање на препораките, а се со вклученост на сите политички чинители, е одличен пример за добра координација и заедничка работа во насока на подобрување на изборниот процес и генерално на изборите во иднина. Што се однесува до процедурата, овие измени, односно предлог законот, ќе биде доставен до координаторите на пратеничките групи со цел да влезе во собраниска процедура и да се изгласа навремено. И последната тема на разговорот беше датумот за избори. Најпрво морам да изразам задоволство што по 17 години повторно имаме редовни парламентарни избори. Последните редовни парламентарни избори во нашата држава биле во 2006 година. Тоа значи дека владата успеала да креира дополнителна стабилност, известност, предвидливост и почитување на редот и законите согласно највисоки демократски принципи. И тоа е голем чекор по постоењето на заробена држава до пред само помалку од една декада.
По интензивна комуникација со коалицијските партнери, како и активно следење на ставовите на сите политички партии, вклучително и разговори во работни групи кои работеа на измените на изборниот закон согласно ОПСЕ и ОДИХР, во кој учествуваа сите политички партии, она што го посочив е дека редовните претседателски избори има простор да се одржат на крајот на месец април, односно редовните парламентарни избори да се одржат на почетокот на мај. Секако мораме да ги имаме предвиди законските ограничувања, но и внимаваме на верските празници кои ни следуваат, а тие се всушност целиот месец април, кој е месец на Рамазан, а на самиот почеток на мај е Великден. Имајќи го сето ова предвид, на средбата предложив термини за одржување на претседателските и парламентарните избори да се 24 април за прв круг претседателски избори и 8 мај за втор круг претседателски избори и воедно и парламентарни избори. Она што го заклучивме на средбата е дека редовните избори ќе се одржат на 24 април и тоа прв круг претседателски избори и 8 мај за втор круг претседателски и парламентарни избори. Согласно законот, техничката влада, односно пржинската влада, ќе има од 28 јануари и законската обврска која јас како премиер ја имам, ќе се исполни и секако и коалицијскиот договор кој го имаме во рамки на коалицијата ќе биде исполнет. Дополнително би сакал да ве информирам дека на вчерашната седница на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна иницијатива за формирање на широк европски фронт на сите политички и општествени чинители кои што го поддржуваат членството на Северна Македонија во Европската Унија. Во оваа насока ги повикавме сите политички субјекти, невладини организации, граѓански здруженија, активисти, сите кои го поддржуваат европскиот пат и еднината на земјата, ја гледаат како полноправна членка на Европската Унија да се приклучат во Европскиот фронт. Многу е важно сите проевропски и прогресивни демократски сили, без разлика на етничка или идеолошка разлика, заеднички врз основа на европски принципи и демократски вредности, да го создадеме Европскиот фронт и да ја оствариме стратешката цел членство во Европската Унија до 2030 година и економски напредок, подобар животен стандард, врвна демократија и социјална правда за нашите граѓани. Врз основа на овие политички принципи и формирање на Европскиот фронт, извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија донесе одлука за започнување на постапка за избор на кандидат за претседател согласно статутот и согласно соодветните правилници во партијата. Ви благодарам на вашето внимание.